Емоцијата во периодот на детството. Во оваа група по возраст, облекувањето може да се разгледува во две основни етапи. Првата го опфаќа периодот од раѓањето до 7 годишна возраст, а во себе ги вклучува двете други етапи. Периодот од раѓањето до 3 годишна возраст, кога детето е најприврзано за мајката и како такво е пасивен член во социјалните дејности на својата средина. И периодот од 3 до 7 годишна возраст, кога неговата активност е играта, дејноста која му претходи на трудот, односно истата има голема важност во животот на детето, онаква каква што представува трудот и работата за возрастните. Облекувањето во првата етапа од оваа група на возраст е со наедноставна структура. Таа пред се има практична функција, зашто во својот состав ги содржи основните делови, главно приспособени на најелементарните потреби и кон климатските услови. Кај новороденчето, облекувањето се состои од 2 или 3 пелени за повивање и една шамија, односно марама за забрадување. Со долната пелена долњача, над неа поставената постелак, се увива детето. Најодозгора доаѓа третата горњача. Кога е во лулка, се покрива со пелена во бој, ткаена на прсти, позната како горњача за празник. Првото кошулче детето започнува да го носи од моментот кога за првпат ќе се исправи на нозе, во периодот кога проводува. Меѓу првите делови од составот на облеката, од овој период се и првите бели чорапчиња, исплетени во еден ден, за да биде детето вековито. Освен белото платнено кошулче, долго до петиците, во зависност од временските и други прилики. Од периодот на проодувањето до 3 годишна возраст, составот на облеката го прават и следните облеки. Минтанче, која е допојасна облека со ракави или без нив. Волнена ткаена дипла, со која детето се завивало од подмишките надолу. Капче, шамија и опинци. Во некои средини на истата возраст се носело и кожувче, појасче или препашче, џамаданче и слично. Истражувачите на оваа проблематика укажуваат дека во најраниот период од животот не постојат битни разлики помеѓу женската и машката облека. Имено, за обата пола е најкарактеристично носењето на едноставна бела платнена кошула, долга до петиците. Прв знак со кој се издвојува машкото дете е капата што ја добива уште кога е во лулка. Важен знак представува и фризурата, која доаѓа до израз по првото стрижање, кога детето ќе наполни 3 години. Речиси на иста возраст, женското дете се издвојува со шамијата, скутината, начинот на плетењето на косата, по монистрените украси, герданите, по прободените уши, низ кој во почетокот се спровира најчесто црвен волнен конец, што порано или подоцна се заменува со обетки. Една обетка може да носи и машко дете, на чии родители не им траеле децата.